Белиот и полубелиот леб од 33 денари од денеска се враќа во продавниците. Пекарниците одлучија да почнат со нивно производство и испорака, а истовремено ќе тргнат во правна битка за наплата на штетата што ја претрпеле по владината одлука за замрзнување на цената на лебот. Горан Малишик, председател на групацијата на мелничко-пекарската индустрија, соопшти дека компаниите максимално ги почитувале владините мерки за подршка, но владата донела неуставна и незаконска одлука, со која до 31 мај ќе им се нанесе штета од над 4,5 милиони евра. Според Малишик, пекарската индустрија е жртва на безумието, а одлуките што се носат се на нивна штета на месечно ниво од над 1,5 милиони евра. Тој се закани дека поради наметнатите загуби ќе се прилагодат со намалување на одредени видови леб, но и ќе го намалат бројот на вработени. Председателот на оваа групација, меѓу другото, порачи дека реални се шансите оваа одлука да почне да се применува и кај остатокот на прехранбената индустрија, при што се повика на изјавата на премиерот дека се планира замрзнување на цената на производите и на останати. Во четвртокот вечерта во Службен весник беше објавена новата владина одлука за определување обврска на трговците да прибавуваат и продаваат определени видови на количества на одделни стоки на потрошувачите според определен редослед со кој производителите на леб се обврзуваат да го произведуваат и да го ставаат во промет лебот со замрзната цена во количина од најмалку 80% од производството во декември минатата година.